Гледате, добрите луѓе зошто страдаат, не знам. Добрите луѓе не треба да страдаат, поради тоа што можеби некојаш имаме концепт дека ако сме добри па не сме добри, добрите луѓе се мудри луѓе, затоа се добри, но не се ставаат во равенката на животот себе. Гледате, ајде тоа нека биде денеска и темата на вечерашниот лайф. Гледате, кога луѓето се добри, тие обично добрите луѓе се раздаваат и помагаат на околината и помалку гледаат за себе. Сега, имав еден лайф и тоа ќе го нагласам и овој лайф. Ако 60 до 70% од времето давате акцент на вашата цел, 60 до 70% давате акцент на вашата цел, под ваша цел подразбирам на вашата лична цел, целта на вашата фамилија, целта на вашата група и така натаму. И ако 30% помагате на другите луѓе околу вас, да кажеме на вашите пријатели или на некој екстра, тогаш и ако не ви вратат тие луѓе помош назад, не е проблем. Знаете, кога добрите луѓе имаат проблем, кога 100% од времето го насочуваат да им помогнат на сите други, а себе се запоставуваат, немаат 60 до 70% активност кон нивните цели. И оно што се случува тогаш, околината 100% не може да ви врати, вие сте се раздалени на околината 100%, ама околината не ти враќа 100% поради тоа што си ги буткаат нивните цели исто така. Сега, тогаш тие проблеми, тогаш се разочаруваш од луѓето поради тоа што твоето давање на околината е несразмерно колку околината ти вратила тебе назад. Но, ако вие 60 до 70% се ставите во вашиот распоред и работите на лични цели, што лични цели се, да отидете вие на семинар, да се читате книга, да се отидете некаде каде што вие сакате да отидете и така натаму. И можете сами. Ако работите на целите на вашата фамилија, не да кажеме, помагате на вашата фамилија, затоа што тоа е сепак дел од вашата цел, затоа што фамилијата е ваша. Или, например, на работното место, 60 до 70% го работите вашето работно место, ама 30% помагате на вашите колеги, тогаш повторно ќе бидете окей, поради тоа што со тие 60 до 70% вие добивате фидбек назад од вашата акција. И ти кога правиш твоја акција и добиваш назад фидбек од тоа што си го направил, поради тоа што ти мора да го добиеш затоа што 60 до 70% ти си го буткаш твојот живот. Ке читаш, ке отидеш на курс, ке отидеш на теретана, ке излезете со фамилијата, ке помогнеш на децата, на работа си го завршиш тоа што ти е твоја обврскано, 30% од времето помагаш и на околината, ти нема шанса да не се чувстваш добро поради тоа што го имаш нештото под контрола. Ама ти ако 100% се запоставиш себе си и си ја раздадеш целата твоја енергија на целата околина околу тебе, тоа е како коритото на реката да го снема и што се случува со водата од реката, таа се разлива насекаде. Тоа се случува со вашата енергија ако немате корито и ако немате граници и ако не можеш да кажеш не, за сите викаш да, само ти за себе викаш не. И оно што се случува тогаш се разлива целата вода наоколу и тогаш не се чувствуваш убаво. Тоа е тоа кое што се случува кога луѓето се, кај нас викаат добри па будали, ама мора да си ти добар, мора да помагаш на околината, затоа што добриот човек кон околината он се осеќа убаво и самиот тој, затоа што добрите луѓе не сакаат да се караат, не сакаат да имаат проблеми и така натаму. Имаш некојаш негативни луѓе, тие немаат проблем ако се скараат, немаат проблем да има проблеми и така натаму. Но ти не мора да се караш, но од друга страна свати кои луѓе околу тебе како влијаат врз тебе и кога тоа си го сватил еднаш, два пати, три пати, не мораш ни четврти пат, а не мораш бога ми ни трет пат, поради тоа што кога еднаш ќе сватиш дека имаш некои енергии со кои што ќе се вклопиш и други енергии кои што немаш да се вклопиш, тогаш свати го тоа дека тоа е така и не се обидувај после 101-виот пат обид да се вклопиш со некоја енергија која што немаш да се вклопиш и 102-тиот и 103-тиот пат ќе биде исто. Така да гледај со кои енергии ти оди полесно, затоа што кога се обидуваш некоја тешка енергија да смениш, тогаш целото твое внимание и енергија се насочува таму и ги запоставаш оние нешта кои што си ти. И тоа е проблем. Ама кога ти сваќаш дека имаш обврска кон тебе, имаш обврска кон твојот опстанок, имаш обврска кон твојот универзум, и кога таа обврска кон сопствениот успех и кон сопствениот универзум ја реализираш, тогаш немаш проблем што си се раздал со енергија на друга страна, имаш проблем кога ќе се загубиш себе си за сметка на други, ама тоа само се случува кога
некои образци од твоето минато те убедиле дека ти мора за сите да си добар, ама не мора да си добар за себе. И тоа е проблем. Не викам дека човекот треба да е егоист и да мисли само на него и да не му е гајле за други луѓе и што другите луѓе прават, но од друга страна, ако па и ние не се цениме па и нас, затоа што зборот его доаѓа од збора его, на грчки е ја, ако ти не се цениш ти како битие, но со иста доза да ги третираш и другите луѓе убаво, ама на ист начин да се третираш и себе си убаво, тоа е добра формула. Другите ги третираш убаво, себе се третираш убаво. Кога имаш некој човек кој што себе се третира убаво, другите не ги третира убаво, фактички не се третира ни себе убаво, затоа што не може да биде среќен. Но и човек кој што само другите ги третира убаво, а себе се запоставува, и тој не може да биде баш најсреќен. Така да мораме да се ставиме во равенката и ние, мора да ги ставиме желбите наши да успееме исто така валидни и вредни и дека се дури и поважни од се друго, затоа што знаете, убаво е да имате родители кои што ќе речат на деца да има за вас, да не мора да има за нас. Имам клиенти некои што имаат по 60 години, 50-60 години, абе викаат нашето помина, бе. Кој е ваше помина, 60 години имате? Луѓе, како вашето помина? И сега, кога имаш некој човек така што ти вика, абе нашето помина, тогаш тој не живее директно, тој живее секојаш од среќа и зависи од среќа на други луѓе што живеат. И он нема собствена забава. Не е он посветен играч кон собствените цели, затоа што ги нема. Затоа што рекол, другите нека постојат, он не мора да постои. Со други зборови тоа го кажуваш. Е сега, кај нас кој рече, знаете, у Америка таа приказна ја зборувам, таткото и мајката ја продале куќата на керката, па ќе ја продадат, зашто да не ја продадат? И со тие пари ќе отидат на круз, ќе отидат некаде на Флорида, ќе купат мало гарсонјерич или шо и да ќе купат и преживеат убав живот, па ќе живеат. Ама, кога нашиот менталитет е за другите да има, не мора да има за нас. Тоа е менталитет на жртва. Но до толку сме установени дека така треба да биде и дека тоа е нормално кај нас и дека тоа е благородно. Благородно е сите да постојат и да не постоиш. Тоа ли е благородно? Е сега, ако човекот не го свени тој менталитет, тоа е тешко, затоа што е менталитет остаен од прабаба, баба, мајка, дедо, кој да е. И сега што се случува, фактички луѓето се научени на менталитет на жртва и тоа значи дека они се небитни и неважни и нивниот опстанок не е толку битен колку што е битен опстанокот на децата, на околината, па дури на комшиите побитен отколку за нив. И интересна работа е. Еве, јас сум видел, например, кај нас, еве да ви дадам пример. Дали сте го видели овој пример? Затоа што јас сум живел во Америка, исто така. Е сега, кај нас, барем беше кај мене у фамилијата вака. Ке дојдат гости, ние деца, ја и сестра ми, мали. Знаете деца како е, они сакаат да пробаат, сакаат да руска салата изнала мајка ти, нешто печење некој ти сакаш торта да пробаш. Мајка ми, деца, немојте да сте се джапале. Прво за гостите да има, после за вас. Ако остане нешто за вас, прво за гостите. Добро. И ние тоа научили. Ама у Америка, ќе отидеш кај некој на гости, американци, деца ќе им дојат. Они прво децата ќе го угостат нивни, прво за децата да има, прво на децата ќе им сервира, па после гостиве. Затоа што, гледате, целата идеја е дека ако ти цело време другите ги ставаш на пиедестал, тебе не се ставаш на пиедестал, после тоа ни околината тебе не те става на пиедестал, затоа што гледа дека ти се понижуваш себе си. И затоа добрите луѓе страдаат. Но кој што е добро, дефиниција за добро, добар телефон, не е некој што удоволува, добар телефон е некој што ќе изврши функцијата. Добра машина за перење, што е? Не е некоја што ти угодува. Добра машина за перење е таа која што е ефикасна и ефективна. Тоа е добро. Значи, ние мораме да бидеме ефикасни кон нашите цели, за да бидеме исто така добри. Но ние забораваме да бидеме ефикасни кон нашите цели. Кон сите други можеме да бидеме добри, ама кон нас не мораме. И овој пример сум го дал. Сте виделе кога ние ќе сгрешиме колку сме груби кон самите нас. Фигуративно земено ќе сгреши човек и ќе се искамшикува себе. Ама другар ти ако сгреши, ти нема да му речеш бе глуп си, за никаде си, како можеш да сгрешиш. А себе ќе си го кажеш тоа, така? Ама на другар ти што му викаш, абе не се киреве, ќе биде боле, па проба све, успе, па добро, што можеше плюс да направиш. Гледаш, кон другите, кон нашите пријатели сме ние подобри него кон нас.
Сега, ние тоа го мислиме дека е доблест. Убаво е да сме добри кон сите, но исто толку добри и кон нас. Кога тоа ќе го смениме во нашиот менталитет и кога можеби детево кое што е гладно, мајкава нема да го испотепа порачињата што сака да посегне се земе нешто кифличе. Не, остај кифлицата. Остај го дека земе детево. Затоа што на крај што ти прави тој менталитет? Колку пати ви се случило ти мртов гладен, пица сите јадат, останало уште едно парче, ете ти ја мајка ти у глава, не земај последното парче, нека има за други. И ти гладен, некој прејаден, абе гледам никој не го зема парче да ја ќе го земе. Па тој нема срам. Ама не нема срам, тоа е нормално. Него ти затоа што цело време има срам, последното парче ти не најаден едно парче, пола парче си изел, овој 4, он не му е гајле. Се ние немаме добар став кон тој зашто гледаме дека изел 4 парче, нема други не. Ама од друга страна па другиот кој што се ќе се згрчи да не земе парче, па и тој не го бива. Односно неговиот став не го бива. Така сакам да кажам, интересно е дека у животот уствари другите не ценат онолку колку што се цениме самите ние. Не да бидеме арогантни зашто тогаш немате ценат. Но ако постоиш здрави убави граници, каде што ќе сватиш, тоа е здравост за себе. Тоа е здраво ткиво. Дека ти се цениш себе си, ќе видите дека набрзо и самата околина ќе ве цени многу повеќе. Имајте убав викенд, се гледаме после теку петок, зашто понеделник сум Гевгелија, вторник сум Велес, среда сум Кавадарци, се гледаме тек нареден петок. А вие што сте од овие градови кои што ги именував, се надевам се гледаме уживо. Имајте убав викенд, поздрав, чао!